Некако почнавме неколку саботи наназад со параболи, па не е лошо да продолжиме во тој правец. Не знам на кого од вас нешто ќе му значи или ќе ве асоцира ова нешто, меѓутоа може би, па не знам, Јан или некој од помладите, може би ќе го асоцира на нешто. Дали ве асоцира на нешто Мили Ванили? Дори на Јани него. Не се секаваш? Мили Ванили. И сега може да ве асоцира на ванила, па на не знам што. Негде кон крајот на 80-тите, а почетокот на 90-те години, значи тука негде, кога се растураше Југославија, беше многу популарна група, Мили Ванили. Една германска група беше. Двајца црнци, така со долги коси. Ја не дека слушав таква многу музика, меѓутоа знаете, кога сте млади во тие тинеџерски години, па пратите се што е од музика, а има доста хитови во тоа време. И беше интересно со оваа група тоа што добија некои од тие Греми награди што ги викаат, но веднаш после тоа, месец дена после добивањето на наградата, се испостави дека нивните гласови всушност не биле гласовите на тие двајцата. Значи дека сето тоа било измама, но добро спакувана измама, се здобија со слава, добија и награда, па откако после се дозна, се испостави дека значи всушност тие сакале да бидат нешто што не се всушност. И откако се испостави дека тоа е на лага, наградата им беше одземена. По плейбек сето тоа беше. Токму, јас колку што не се сеќавам од настанот, самиот настан, меѓутоа читав дека всушност баш при некој настап, после изгледа се случил некој технички проблем со тоа плейбекот, па се издале колку убави гласови под наводници имаат они двајца. Сега, прашањето е дали ние се правиме нешто што не сме? Дали ние сме Мили Ванили? И може би не е за некоја своја слава, па не, тежнееме кон Божјата слава, кон спасението. Еве да отвориме на почетокот во Матеј 3 глава. Матеј 3 глава од 1 стих. И одмah ќе спомнам дека ова нешто се случува некаде половина година пред Исус да настапи со својата служба. Од прилика, не ме фаќате за збор, тука некаде. Значи, тоа е службата на Јован Крстител. Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска, велејки: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Овие стихови ги спомнавме и минатиот пат, ако се сеќавате. Еве да ја подсетам. Значи, 3 глава Матеј. Дали тоа случајно или зошто Јован Крстител проповедал во пустината? Сега ќе кажам минатиот пат. Пустината е сотонско тло. Исус се соочил со ѓаволот на неговото тло и го победил во пустината исто така. И сега Јован Крстител знаеме дека е тој кој што го подготвувал патот за доаѓањето на Месијата и неговата порака гласи: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Зашто тој е оној за кого пророкот Исаија рече: гласот на оној кој вика во пустината: пригответе го патот на Господа, направете ги прави неговите патеки. И сега, таму подолу, 7 стих. Штом виде многу фарисеи и садукеи, знаеме, нели, Јован Крстител покрај тоа што проповедал и крштевал, затоа и крстител го викаат. И сега, штом виде многу фарисеи и садукеи дека доаѓаат да ги крсти, им рече: породи змиски, кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа? Што значи ова породи змиски? Ви сте чета на ѓаволот. Што вие доаѓате да ве крштевам? Затоа принесувајте, внимавајте, 8 стих, принесувајте плодови достојни на покаяние. И не мислите да речете во себе си: Аврам е наш татко, зашто ви велам, Бог може од овие камења да му издигне чеда на Аврама. На што мисли кога вика од овие камења? Често пати знаеме да кажем буквално камења. Ама се сеќавате минатиот пат што кажавме за семето, каков потенцијал и сила има да го скрши и каменот, и каменото срце.
може би потенцирал на незнабожците. За разлика од вас, кои што вие се мислите дека сте, значи, поколение Аврамово, јас можам, ако сакам, од овие камења, од овие камени срца, од овие тврди срца да подигнам чеда на Аврама. И сега 10 стих. Секирата лежи, веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секој дрво што не дава добар плод се сече и фрла во оган. Некако ги споредува евреите, пред се овде им се обрека на садукеите и фарисеите, значи оние кои што дошли и сакале да бидат крштевани, со дрвја. Ама со дрвја, неродни дрвја, што не даваат плод. Дали ние сме христијани и дали нашите дела, нашиот живот се образува со нашите исповедања? Или пак ние сме мили ванили? Се сеќавам на една друга, значи, споредба станува збор за настан во Првата светска војна, ако не се лажам, да, и некој германски офицер, јавајќи на својот кон низ некоја шума, и си го закачил тоа оделото на некој од гранките и го искинал. И сега знаете каков срам е да се појави пред своите и чекал да се стемни и полека се доближил до тоа некој село или град било и се распрашал дали може би познаваат некој Шнајдер тука во околината. И му довеле човек и откако овој му кажал што е проблемот, човекот му рекол: јас се викам Шнајдер, ама поима неам од шиење. Знаете, има многу Шнајдери во Германија, што е вообичаено, мислам, доста застапено презиме. И дали ние сме такви христијани, може би? Да, ние сме христијани, може би имаме поима и од Христос, и од тоа дека Исус го положил својот живот за нас, па имаме поима и од 144 па имаме поима и од многу подлабоки теми и сето тоа. Имаме поима од многу нешта, ама кога станува збор за нашиот живот, тогаш некоја врска може би не се гледа толку многу силна. Ако отвориме сега значи читавме во 3 глава Матеј, а сега во 3 глава Лука, во еден паралелен текст, че овој текст е паралелен со овој од Матеј 3 глава, се уште сме кај службата на Јован Крстител, неговото проповедање, 3 глава Лука од 10 стих. Ова се надоврзува. 9 стих е: а и секирата веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секој дрво што не дава добар плод се сече и фрла во оган. И сега народот го прашува: па што треба да правиме тогаш? И е одговорот: кој има 2 облики, нека му даде на оној кој нема. Кој има храна, нека го прави истото. Дојдоа и цариниците да ги крсти и му рекоа: учителе, што да правиме ние? Тој им рече: не барете ништо повеќе од она што ви е определено. Го праша и војниците што да правиме ние. Им рече: не измачувајте никого и не клеветете и бидете задоволни со своите плати. Со други збори, што е ова? Практична побожност. Па преку практичната побожност, преку тоа како ние живееме, всушност се гледаат плодовите. Дали ги имаме или дали ги немаме. Дали сме плодоносно дрво или не. И сега да отвориме во Лука 13 глава. Ова е сега некаде 2,5 години од службата Христова. И сега ќе видите зашто ги спомнам овие бројки. Значи 2,5 години откако Исус почнал со својата служба. И почнуваме да читаме од првиот стих. Насловот на оваа глава овде кај мене, барем во овој превод, носи покаяние или погибел. Во правецот на оно што зборуваме. Веста на Јован Крстител: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Ако не се покајате, ако не родите плод достоен за покаяние, тогаш таквите дрвја се сечат и се фрлат во оган. И вели, во исто време дојде и некој и го известија за галилејците, чија крв Пилат ја измеша со нивните жртви, значи Пилат, односно неговите, убиле некои галилејци и тоа откако
за време додека они принесувале жртви во храмот. И тој говори ми рече, мислите ли дека тие галилејци беа повеќе грешни од сите други галилејци? Зошто настрадаа така? Не, ви велам, но ако не се покајате, сите ќе загинете така. Повторно истата порака, покајте се. Или мислите дека оние 18 души врз кои падна Силоамската кула и ги уби беа повиновни од сите луѓе кои живеат во Иерусалим? Не ви велам, но ако не се покајате, сите ќе загинете така. И сега доаѓа параболата, многу добро познатата парабола. Им ја кажа оваа парабола. Некој имаше посадено смоква во своето лозие и дојде да побара плод на неа, но не најде. Тогаш му рече на лозарот, еве веќе 3 години доаѓам и барам плод на оваа смоква, но не наоѓам. Пресечи ја. Зошто уште да ја испостува земјата? За ништо не служи, дури им смета и на другите. Но тој му одговори рече, Господаре, остави ја уште оваа година, доека раскопам околу неа и ја наѓубрам. Па може би ќе роди, ако пак не роди, ќе ја пресечеш во иднина. Вели, 3 години веќе некоја смоква не дава плод. И сега затоа ги спомнав онаа половина година од прилика од службата на Јован Крстител, па овие 2,5 години од Исусовата служба, доаѓаме до тие 3 години. Смоквата не носи никаков плод. И дали се кажете што се случило со ова дрво? Знаете ли што се случило со ова дрво? Со оваа смоква? Го знаеме ли одговорот? Дали е поврзан овој настан со настанот кога Исус ја проколнува смоква? Читате Копнеш на вековите, ќе видите дека се поврзани овие два настани. Тоа е таа во ред, како и да е. Параболата е се однесува на смоква која што не дава род веќе 3 години. Послушайте, понатамо. Еве, ќе читаме во Марко 11 глава. Од 12 до 14. Месијата влегува во Иерусалим. Значи, ова е неколку дена пред распнувањето Христово. Значи, реков 12 до 14 Марко, 11 глава. А утреден кога излегува од Витанија, тој огладне. И оддалеку види една смоква што имаше лисја. Дојде, не би ли нашол нешто на неа, а кога дојде не најде ништо освен лисја, зашто уште не беше време за смокви. Тогаш проговори и рече, од сега никој довека да не јаде плод од тебе. Неговите ученици слушнаа. Ако читате во Мате, паралелниот текст на ова, ќе видите дека смоквата веднаш се исуши. Беше проколната. Ова е 4 години. Откако смоквата веќе не дала плод. А се сеќавате Лозарот, што кажа? Остави уште една година, 3 години нема плод, ама остави уште една година, ќе направам се што можам, ќе раскопам, ќе наѓубрам се, и ако не роди плод, тоа веш сечија, што прави, што сакаш. Кого символизира смоквата овде? Се и ова мора да го знаеме. Ова е позната парабола. Кои се тие кои што немале плод, не носеле плод? А цело време ги имале тие привилегии, Исус бил меѓу нив, го имаат законот, ги имаат сите благослови, тука се. Израел. И ние сме тие кои што имаме посебни благослови, како Божи народ. Имаме сеја, имаме вистината. И исповедаме. Посебно околу својот народ, Господ се грижи. И ќе го наѓубри, и ќе го нахрани, се што може. Дали, ако се сеќавате на 5 глава Исаија, каде што зборува за лозијето, што се не направил Господарот на тоа лозие? Па на крајот пак родило кисело грозие. Господ не може нешто повеќе да направи од оно што направил. Тој направил се за нас. И сега да го анализираме собствениот живот. Нема да зборувам, немам право да зборувам за никога, меѓутоа за самиот себе. Ако се погледам јас пред 15 години, го се видам денеска. Која промена? Дали има воопшто промена во мојот живот? Има ли некој плод? Или можеби тоа е, па тоа е.
тоа е, па тоа е. Истото. Прашање за размислување. Да прочитаме од Копнеж на вековите. Оваа смоква, интересно е што, ако забележувате, Исус отишел кај таа смоква, не кај некоја друга или некоја друго дрво, зашто? Зато што таа смоква се очекувало веќе да има плод. Иако не било време за смокви, ама кога веќе толку раскошна е со лисја, послана целата, тоа што таа смоква се очекувало да има плод. И затоа отишол да провери, затоа што бил гладен да се нахрани од плодот на смоквата. Меѓутоа се разочарал. И навистина за разочарување да земете вие сега 4 години да се грижите околу некоја билка или било дрво и да правите се што е до вас и на крајот пак нема плод. На крајот ќе речете, ова е само за ќумбе. Нема друга корист. Во Копнежот на вековите читаме еден цитат, поврзан со ова. Проколнувањето на смоквата всушност било практична поука. Само момент да ви го дајдам оној дел на кој што претходно ви кажав. Добро, вред, ќе го најдам подосна. Тука некаде беше. Проколнувањето на смоквата всушност било практична поука. Поука и за денеска, значи за секој од нас. Неродната смоква, која се фалела пред Христа со своите вообразени лисја, била символ на еврејскиот народ. Значи, смоквата се правила нешто што не е. Од неа се очекувале плодови, меѓутоа плодови немало. Имало само лисја. Ништо освен лисја. Можеме да наречеме ова тема за денеска. Спасител сакал јасно да им ја покаже на своите ученици причината за неминовата пропаст на Израел. Затоа и ја проколна смоквата. Замислите си, ако го гледате целиот негов живот, ова било невообичаено дело, Христос што го направил. Како тоа можел да проколне, кога тој е оној кој што само благословувал. Но имало практична поука преку сето тоа. Спасител, значи, сакал јасно да им ја покаже на своите ученици причината за неминовата пропаст на Израел. Од таа причина го украсил дрвото со морални особини и го направил толкуваш на божествената вистина. Евреите горделиво се издвоиле од сите други народи, се издвојувале, исповедајќи лојалност кон Бога. Може би ние некојаш, ете така, малку самобендисано се издвојуваме во однос на сите други. Бог им бил посебно наклонет и тие се сметале себе си поправедни од другите народи. Меѓутоа тие били изопачени поради љубовта кон овој свет и алчност. Се фалеле со своето знаење, а не ги познавале Божите барања и биле полни со лицемерие. Како неровното дрво, и тие високо ги шириле своите вообразени гранки, раскошни според својот изглед, убави на око, но немале ништо освен лиси. И сега кажува дел за еврејската религија. Денеска имате еден куп такви религии. Еврејската религија со својот величествен храм, со своите свети олтари, со своите свештеници, со своите митри, како и импресивните церемонии, навистина била убава по надвршен изглед. Тоа да ви застане здивот дори. Често пати знаат да кажат некој пак кога сте во, ќе отидете на богослужение кај комшије, штама е, знаете, не е тоа како што знае да биде некојаш кај нас. Стравопочит, самата служба влева некој таков стравопочит, меѓутоа, значи, како што вели овде, импресивна церемонија, меѓутоа, што фајде од тоа? Значи, навистина била убава и по надвршен изглед, но и не достигале понизност, љубов и добродетелност. Плод не достига. Уште еден цитат. Оваа опомена е за сите времења, значи и за, поготово за нашето време, поготово за нас. Преколнувајќи ја смоквата која е создадена со негова сила, значи од него, Христос дал опомена на сите цркви и сите христијани.
Че видите, не случайно го направил ова што го направил, затоа што сакал да даде поука до сите христијани, до сите понатамошни, значи, поколенија на христијани. Се до ден денешен. Никој не може, и до сите цркви, како што вели овде, никој не може да живее според Божиот закон, а да не им служи на другите. Многумина во својот живот не се угледуваат на милостивиот, несебичен Христов живот. Некои кои сметаат дека се одлични христијани, не сваќаат што е сочинува службата за Бога. Тие мислат само како да си удоволат на себе. Тие прават нешто мислејќи само на себе. Времето за нив има вредност само ако можат да придобијат нешто за себе. Тоа е нивна цел во сите нивни постапки во животот. Тие се служат себе си, а не на другите. Бог ги созда за да живеат во светот во кој секој мора несебично да служи. Тој одредил тие да им помогнат на своите ближни на сите можни начини. Меѓутоа, нивното јас е толку големо што тие не гледаат ништо друго. Тие не се во допир со човештвото. Ова е слика и прилика на фарисеите. Оние што живеат само за себе се слични на смоквата која се фалила со своите лисија, но била неплодна. Тие се придржуваат за верски форми без покаяние и вера. Со зборови му одаваат чест на Божиот закон, но им недостасува послушност. Тие зборуваат, а не творат. Во пресудата изречена на смоквата, Христос покажал колку му е одвратна, односно одвратно празното претендирање. Тој кажува дека отворениот грешник е помалку виновен од оној што тврди дека му служи на Бога, а всушност не донесува плод во неговата слава. Овој последниот ден е посебно застрашувачки, да кажеме. Тој кажува дека отворениот грешник, значи преку оваа парабола сака да ни порача Бог дека отворениот грешник е помалку виновен од оној што тврди дека му служи на Бога, а не носи плод. Значи се прави нешто што не е. Или е мили ванили, ќе кажам. На што ве асоцира ова последно? Подобро да си студен, отколку млак. Доаѓаме сега до онаа порака, до Лаодикеја. Порака, значи, за сите времења од оваа парабола, меѓутоа посебно и за ова нашево, денешно време. Што вели Бог на Лаодикеја? Што и вели? Меѓу друго, пораката гласи од 19 стих, еве, ќе отвориме во 3 глава, Откровение 19 стих. Откровение 3.19. Значи, пазите, битна е духовната порака од овде. Јас нема да кажам дека таа смоква е може би истата, меѓутоа духовната порака, која е? Јас ги укорувам и казнувам оние кои ги љубам, затоа биде ревносен и покај се. Истата порака. Покај се. Пазите, како човек доаѓа до покајање? Тој првен треба да се освести, да биде свесен дека не е тоа што е, што мисли дека е. Да свати дека е, не е богат, туку е сиромав, дека е слеп, гол, бос. Му фали се, фактички, а мисли дека има се. Па да дојде до покајање. И пазите, 12 стих интересен исто. Еве, стојам на вратата и чукам, и ако некој го чуе мојот глас и отвори вратата, што вели Исус, ке влезам кај него и ке вечерам. Исус е гладен, како во случајот со смоквата, и сака да влезе во нашето срце, сака да влезе во нашиот живот, па ако сакате да влезе во нашата црква, за да се нахрани. Да види дали има плод. И не 4 години, еве кај мене 15 години, не знам кај вас, кај некој од вас може би 30, може би повеќе. Кај црквата и 120 се малку и повеќе од 120 години. Во пустината 40 години. Колку се време е потребно, каква грижа и што се Господ не прави во нашиот живот, а каква е ситуацијата со нас? Дали има плод? Затоа што пораката е дека фала му на Бога што се уште живееме во време на милост, меѓутоа таа милост еден ден ќе прекрати. Пораката е дека ако она дрво што не раѓа плод, се знае што се прави, се сече, вели таму секирата е веќе на коренот. Се сече и се фрла во оган. Па еве дома, оние што се грееме со дрвја, на дрва,
Сигурно не купуваме и не ни носат крушки, јаболки и не знам што. Тоа е обично дап, бука, дрвја кои што се за тоа, за таа намена. Не раѓаат некој плод, немаме никаква корист од нив, освен да се загрееме во зимски услови. Значи, имаме ли ние практична побожност? Носиме ли плод? Ако се сетите само на, значи, пак на смоквата, имала само лисие. Ајде да се посетиме, меѓу другото, на што е символ смоквиното лисие? Што символизира смоквиното лисие? Да се вратиме назад кај Адам и Ева во Едем. Кога Адам и Ева сгрешили, кога виделе дека се голи, кога ја изгубиле таа светлост на огура, како да ја наречеме, облека што ја имале, и прво нешто што направиле прегачи тамо, си направиле сукни, не знам што направиле, облека некоја. Не знам како изгледала, али била направена од смоквено лисие. И од тука знаеме да кажеме дека смоквеното лисие е символ на самоправедност. Символизира самоправедност. Или лицемерие. Ние мислиме дека сега сме се облекле, ама и тие, Адам и Ева, бргу сватиле дека ништо фајде од смоквеното лисие. Тоа веднаш се исушило и отпаднало. И треба повторно да се покривате, меѓутоа нема фајде од тоа. Исус го нашел решението, односно Бог уште тогаш веднаш пристапил, како што вели Елен Вајт, веднаш штом човештото падна во грев, тука беше и спасителот. Бог не остави ни еден миг во безнадежност и веднаш им подготви облека од оние, значи, јагниња, а сите ние знаеме дека сето тоа алудира на Исуса и неговата жртва. Да прочитаме уште некој стих во Матеј, 23 глава, па ќе привршиме уште малку. Она позната глава и оние предупредувања што Исус ги упатува да фарисеите, може и во овој дел од 23 стих. Тешко вам или горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои давате десеток од нане, копра, кимин, значи ги запазувате сите тие форми, сите тие обреди, а го оставивте поважното во законот, правдата, милоста и верата. Ова требаше да се прави. Значи да, формата е тука, но формата без суштината е ништо. Значи, ова требаше да се прави она да не се остава. Односто да се прави, значи, правда, милост и вера, а да не се остави и десетокот и сите тие работи. Слепи водачи, вие го цедите комарецот, а ја проголтувате камилата. 25 од горко вам, книжници, фарисеи и лицемери, кои ја чистите надворешноста на чашата и чинијата, значи од надвор изгледате супер, лисја, раскош, но внатре, внатрешната на чашата и чинијата, односно внатре сте полни со грабеж и лакомост. Слепи фарисеи очисти ја најнапред внатрешноста на чашата, за да и биде чиста и надворешност. И тоа е проблемот кај Лаодикеја. Знаете, Лаодикеја на некој начин е топла во делата. Има дела. Не дека нема дела. Ама имате топли се во делата, меѓутоа ладни во срцето. Топло и ладно добивате млако. Млакост. На крајот, всушност, во превод тие дела се еднакви на себични дела. Тоа не се дела кои што се од Бога, тоа се дела кои што ние самите ги правиме, знаете, за да може би придобиеме спасение. Решението не е во тоа. Ако се сеќавате минатиот пат, спомнавме каде и како можеме да станеме плодоносни. Каде треба да се засадиме. Крај Голготскиот крст. Постојано гледајки на Голгота. Сваќајки што се Исус направил за нас. Сетте се пак на смоквата, на лозието. Господ се направил. Лозарот се направил за таа смоква. Не може што можело да се додаде. Меѓутоа на крајот ете пак немало плод. Господ и за нас се прави, секојдневно прави. Може би свесни за тоа сме или не сме свесни, Господ прави.
Но дали ние носиме плод, или пак уште повеќе се закоравуваме во нашите срца. И како што и во самата парабола се велеше дека ја испоснува земјата, пазите, вакво дрво кој што не дава плод, дури ја испоснува и земјата. Им смета и на другите. Затоа се сече, вели, и се фрла во оган. Не дај Боже да тоа е нашиот живот, не дај Боже да сме ние мили ванили. Че ова е нешто најстрашно. Забележете во Библијата какви се опомени и предупредување Господ упатил до фарисеите, токму заради лицемерието нивно. Ако ние ги имаме сите оние предности што ги имаме, ја имаме вистината, тоаш да искористиме максимално, да му се предадеме на Господа, да таа, не само ја имаме ние неа, туку и таа не има нас. И да родиме со плод. Нека Господ ни помогне во сето тоа. Иако, може би, овие 15 години, или кај вас повеќе или помалку, немало плод, да го искористиме ова време на милост и да целосно му се предадеме на Господа и на крајот не завршиме во оган, туку завршиме заедно со нашиот Господ спасени за сета вечност. Нека му е слава уште еднаш. Амин.